Општина Кавадац дава огромна подршка и на малите семени винари, кои со огромна љубов вложуваат во своите производни капацитети, со надеж за поголема промоција, а во исто време и развој на туризмот на овој регион. Во годината што измина, го отворивме овој вински регионален музеј, кој со оглед на ситуацијата сепак има голема посетеност. Веќе се работи на проекти за отварање на винотека, во која ќе можат сите мали семени винари да ги презентираат своите вински производи. Поминавме една тешка година, која ќе памтиме долго. Денес символично закриуваме со надеж за подобро утро. Иако спречени да го прославиме овој празник како што знаеме и умееме, сепак сме тука да си ги посакаме желбите за поуспешна година. Ви благодарам на сите кои сте денес тука заедно да наздравиме за беречет и подобро здравје. Среќен Свети Трифун, среќен празник за Ново година. Минатата година беше најтешка година за винската индустрија кај нас и во светот. Пандемијата ја наруши трговијата со флаширано и наливно вино. Нашите винарници се сочија со вишок на вино, а лозарите нема каде да го предадат своето грозје. За маката да биде уште поголема, грозјето од ланска реколта беше со послаб квалитет. Во такви услови, владата и министерството ја покажа на дело својата вистинска грижа и за лозарите и за винарските визби. Успеавме да најдеме заедничко решение, донесовме интервентни мерки и успешно ја надминавме кризата. За таа цел, владата усвои закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија. Ваков закон беше креиран само за секторот лозарство, нешто што не беше направено за ниту еден друг сектор во земјоделството. Согласно овој закон, досега се исплатени 6,3 милиони евра, средства кои беа исплатени согласно ветеното, односно до крајот на минатата година. Според податоците што ги имаме, останали уште околу 10 милиона денари за исплата, што ќе бидат обезбедени со новиот пакет за економски мерки. Почитувани, пред нас е нова производна година. Да мислиме позитивно, да делуваме заеднички и навремено, како и што сме се договорили. Нашето грозје е со висок квалитет, затоа и нашите вина се надалеку познати по богатство на вкусови, ароми и добар квалитет. Извозот на вино последните години бележи постојан раст. Во 2019 и 2020 година научество на виното во целокупниот извоз е околу 7,4%. Повеќе години назад виното е трет производ по вредност во извозот, за тутунот и пекарските производи. Ова само го потврдува неговото значење за вкупната домашна економија. Овој сектор во кој вреди да се инвестира, сектор кој треба уште повеќе да го развиваме, секторот кој што обстајува целите региони во државата. Драго ми е што денес имаме се повеќе млади луѓе кои сакаат да инвестираат токму во овој сектор. Затоа денес и беа доделени и 2 договори за набавка на опрема која е наменета за токму винското производство. Со повеќе од 280 сончеви денови во годината, нашата држава спаѓа меѓу државите со најголемо сончево зрачење во Европа, а познаете дека сонцето е пресуден фактор за квалитетно грозје и добро вино. Со вакви природни услови и добра развојна стратегија, креирана од нашата страна, успехот е загарантиран. Денеска е Свети Трифун, голем христијански празник, и затоа на сите им го честитам. Нека донесе богат род и успешна сезона и го честитам с празникот и нека е за многу години.